Прилеп со ова трка веќе станува центар на екстремни спортови во Македонија и Балканот. Да напоменам дека лани имавме промотивна трка и лани веќе најавивме дека ова патека ќе биде една од најпознатите мотокрос патеки во Македонија и пошироко на Балканот, спремна за организирање на европски и светски настани. Во тој контекст, ова година, значи со неполна помината година, откако ја промовиравме патеката, во недела се одржува на 21 се одржува септември европски источно европско првенство во мотокрос, кое што е дел од програмата на тие источно европски првенства во мотокрос. Исто така напоредно со мотокросот ќе има и параглайдинг шоу со повеќе параглайдеристи кои ќе имаат можност, значи да го збогатат целиот овој настан, меѓутоа ќе имаме можност и преку параглайдерите да го снимиме и од воздух целиот овој настан како ќе изгледа. Од оние информации кои што ги добив и од самата патека која што е инвестиција некаде од 200.000 евра, слободно можеме да констатираме дека градот Прилеп, но и Република Македонија добива една нова спортска мотокрос патека која што е една од најубавите во Република Македонија, можеби на Балканот. Од информациите кои што ги добив, а се во насока на реализација и на влегувањето на овој мотокрос надпревар во источноевропскиот календар на европски првенства, е дека две земји од нашето поблиско соседство практично не ги исполниле условите за одвивање на едно вакво голямо надпреварување, тоа се Грција и Турција, и практично привилегијата Република Македонија, односно градот Прилеп, се извинувам, со патеката во Старо Лагово да влезе во календарот на источноевропското првенство, самото по себе говори за ангажманот кој што го има општината, меѓутоа и екстремниот клуб за екстремни спортови Sky Riders од Прилеп и секако со поддршка на Мотоциклистичката федерација на Македонија и во соработка со Агенцијата за млади и спорт, да веќе ова првенство кое што од оваа година веќе влегува во системот на надпреварување во Источна Европа, полека но сигурно да влезе во генералниот пласман на европското првенство. Верувајте дека со реализирањето на овој надпревар, градот Прилеп, меѓутоа и Република Македонија врти нова ера и ново поглавје во организација на мотокрос надпреварите во нашата држава, и секако со создавањето на вакви инфраструктурни услови се овозможуваат граѓаните пред се на градот Прилеп, меѓутоа и на целата држава да уживаат во сите оние екстремни и високо адреналински спортови. Ово источноевропско првенство е првото во овој дел на Македонија, значи во Прилеп, кај што ќе биде една оценка за европскиот шампионат кој се надеваме со ваква иницијатива на локалната самоуправа, дека ќе следната година со добри оцени ќе конкурираме за европски шампионат, па и за повисок ранг на светско првенство. Значи ништо не е достижно, све може да се следи ако волјата и љубовта продолжи вака овдека во Прилеп, како што гледам сигурно ќе продолжи. Очекуваме како Мотоцикличка федерација на Македонија да конкурираме за светско првенство. Тоа се нашите цели.
Нашиот клуб започна со мотоциклизам пред 3 години, за пред 1 година и пол да започнеме со првото повлекување на траката на ова патека и горди сме што денеска за неколку дена организираме источно европско првенство. Би сакал да се заблагодарам на сите оние кои што спонзори на било кој начин финансиски со своја механизација со луѓе ја помагаат ова манифестација. Се надевам дека ова ќе остане да живее и да се развива во Прилеп. И како место за трки, како кампови за учења, како школи за овој спорт, исто така дека ќе во близина на патеката ќе се развиваат и други спортови кои што ќе можат да уживаат граѓаните на Прилеп и на Македонија. Практикувањето на мотокрос, значи она како се треба да се вози е еквивалентно како пливање со ајкули. Значи отстрана многу атрактивно и забавно, ама напред кога ќе влезе во патеката е многу поинаку.